Во Тетовските средни општински училишта има слободни места за 3570 ученика во прва година за следната учебна година. Од секторот за јавни дејности при општина Тетово информираат дека бројот на 9 оделинци кои следат настава во текот на оваа учебна година изнесува вкупно 2130, од кои 1746 на албански јазик, 360 на настава на македонски и 24 ученици на настава на турски јазик. За оваа година, како новитет може да кажеме, некои професионални нови предмети кои што не се во медицинското училиште, каде што се предвидени да се запишат ученици во новата паралелка и тоа за акушерство, кое што е предвидено за оваа учебна година, кое што е новитет за оваа учебна година. Исто така е предвидено и да се запишат ученици за паралелката кое што е за негователи, кое што повторно е новина во средното стручно училиште, медицинското училиште, додека во другите средни стручни училишта се предвидени истите оние профили кои што ги имавме минатите години со некои мали измени во именувањето на профилите. Ќе се задржање повторно на оние строги критериуми за упис во гимназиите и во медицинското училиште, што го започнавме пред 6 години, тоа ќе се повторува и ова учебна година и нема да дозволиме да се намалат критериумите за упис во овие училишта и повторно ќе ги насочиме учениците во средно-стручните училишта за да го појачаме, да се зголеме бројот на ученици кои се запишуваат во овие технички смерови. Бројот на ученици е константен во текот на изминатите години, со оглед на тоа што децата од руралните средини учат во градот. Сепак неодминлива е миграцијата на ученици во другите градови или во странство. Бројот се одржува константен, околу 2100 ученика кои што до 2150 ученика кои што го завршуваат основното образование, додека пак за опис во прво оделение во средните општински училишта бројот на ученици кои се запишуваат е 1780 до 1800 ученика. Значи имаме околу 250 до 300 ученика кои што го завршуваат основното образование и кои што не се запишуваат во училиштава кои што се општински. Каде одат овие ученици? Може да одат во средните државни училишта, може во приватните училишта да запишат или во верските училишта, за кои што ние како општински служби немаме информации, додека пак еден дел од учениците може би и да мигрираат во некој друг град или надвор од државата. Оваа бројка на опис се одржува константно во овие години, 5-6 години. Во Тетово не се чувствува намалувањето на бројот на ученици, затоа што имаме миграција од селата во градот и дека се одржува константно бројот на ученици. Може би имаме и мал раст на уписите во прва година во средните училишта, но еден друг феномен што се воочува е дека во текот на учебните години, за време на учебната година, имаме миграција на ученици во другите градови или пак надвор од држава. Тоа се воочува во последните години. Во селата имаме намалување, да кажам, на бројот на ученици во неколку села. Се забележува дека имаме од бројките што ни доаѓаат во средните училишта секоја година по 1% на намалување на бројот на ученици кои што завршуваат основното образование. Првото пријавување и запишување на учениците ќе биде на 17 и 18 јуни, а ранглистите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 19 јуни. Второто пријавување и запишување на учениците е на 24 и 25 јуни, додека третото ќе се врши на 1 јули.